Сетната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Погледнете ме мене. Бог нема да ве разочара. Ако вие нема да се откажете од вашата вера, Бог нема да ве разочара. Добро. Јас работам на серијал кој го нарекувам "Седи, стани, оди и трчи". Сушност, Библијата ни вели да ги правиме сите 4 од тие нешта. Да седиме во присуство Христово, што значи да влеземе во Божиот одмор, тој вид на одмор за кој Петар зборуваше ово утро кога тој не потикна. Видот на починка кој Бог ни го нуди не мора да значи дека е одмор за нашите тела, иако тоа е исто така многу битно и тој зборува за тоа. Но овој конкретен вид на одмор, тоа е починка на вашата душа. Вие сваќате дека можете многу добро да се одспиете. Но ако сте гневни, тогаш не сте одморени. Можете да отидете на одмор, но ако сте полни со грижи целото тоа време, тогаш не се одмарате. И се, не го пропуштите ова. Се што правиме треба да биде направено од гледна точка на одмор. Јас работам овде ово утро, но јас одмарам во Бог. И така зборот "се одмора", Петар ви даде дел од дефиницијата, но исто така вели во грчкиот речник дека одморот кој Бог ни го нуди не е одмор од работа, но одмор во работа. Колкумина од вас би сакале да ги воспитувате вашите тинејџери во мир? Колкумина од вас сакате да живеете во овој некако луд свет, но да го правите тоа со спокој и да не морате да се грижите и да се секирате за се. А вие, Павле и Лиса, дали сакате да ја пасторирате оваа црква заедно со Джоел? Спокојно. Знаете, дури во црквата има толку многу нешта кои може да те засегаат, затоа што црквата е полна со скршени луѓе. Амин. Така јас мислам дека многу луѓе го примаат Христа и тогаш дознаваат дека треба да сторат нешто. Добиваат сон или визија од Бог и така веднаш тие се на новородени само неколку недели, те сакаат да почнат да ја трчаат трката за Бог. Но не можете да го сторите тоа ако како прво не сте научиле како да седите. Мајк, ако можеш да дојдеш многу бргу, една слика вреди 1000 зборови. Ќе ви дадам пример. Ова е нашиот пастор на вработените, Мајк Шепард. Па Мајк, ако може да легнеш. Ја гледате ли силата која ја имам? Порано ова го правев јас самата. Јас одлучив сега да натерам некој друг да го стори тоа. Па, бебињата почнуваат легнати. Сите ние кога ќе дојдеме во царството, ние лежиме долу. Вие сте завршиле. Доста ви е. Не можете да продолжите сами и животот ви е хаос. Потребна ви е Божјата помош. Како бебиња, христијани, ние почнуваме лежејќи. Нам не е потребен некој да ги врши поголем дел од работите за нас. Големиот проблем доаѓа кога сте спасени веќе 30 години и се уште лежите. Амин. Сега би сакала да те видам, пастор Мајк. Пробај да избегаш од таа позиција. Дали знаете колку ние се мачиме, пробувајќи да правиме нешта за кои се уште не е време да ги правиме, затоа што нештата ни се збркани во нашиот живот. Ке седнеш ли те молам? Можеш ли да седиш? Добро, сега правиме некаков напредок. Ова го представува знаењето кој си ти во Христос и влегување во Божиот одмор. Како, например, човек кој седи во Христос не мора да се грижи што другите луѓе мислат за него. Зарем тоа не би било големо олеснување? Што е со... Време е да престанете да велите да, додека вашето срце извикува не. Да, леле слушнав едно леле. Наместо да се чувствувате дека треба сите останати да ги усреќите, ајде да го следиме водството на Светиот Дух и да дозволиме тој да не држи среќни.
Сега и бебињата, тие лежат. Првото нешто што го учат е како да седат, потоа почнуваат да лазат, потоа одат и потоа трчаат. Добро, сега вие можете да станете и да се исправите. Гледате, кажано му на христијанинот да застане и токму за тоа ќе зборуваме денес. Ќе зборуваме за стоењето цврсто ни секоја бура во живот. Но мојата поента е, вие не можете да стоите ако не знаете како да седите однатре додека стоите. И сакам да бидам сигурна дека сте со мене. Дали ме разбирате? Добро. Сега прошетајте. Ние ќе зборуваме за одење на втора проповед. Сега трчајте. Добро, сега може да се вратите на вашето столче. Откако Исус воскресна, Библијата секогаш го опишува како седи. Тој седеше на престолот, тој се воздигна високо и седна на десната страна од таткото. На кој што од ангелите Бог му рече: дојди и седни од мојата десна страна, се додека не ги положам твоите непријатели во подножието на твоите стапала. Гледате, ако вие научите како да седите во Христос, тој ќе ги направи и вашите непријатели подножие на вашите стапала. Најдобриот начин да му се спротиставиш на ѓаволот е да останеш во Божиот одмор. Не слушнавте ли? Најдобриот начин да се бориш против ѓаволот е да го задржиш својот мир и да останеш во Божиот одмор. Но добрата вест е, Ефесијани 2:6 вели, дека во Христос ние сме поставени во небески места. Јас правам само краток заклучок од претходната вечер, инаку ќе бидете изгубени. Така, буквално, јас сум на две места токму сега. Јас сум овде на оваа платформа, јас одам наоколу, но однатре јас седам со Христос во небески места. Не можам да ви објаснам колку ми е полесно ова сега отколку кога започнав пред 40 години. Јас бев толку концентрирана на тоа што сите други мислеа за мојата порака. Јас бев загрижена, дали ја проповедам правилната порака од Бог, дали го имам правото нешто. Јох, милост, ако некој излезеше додека јас проповедам, тоа беше неколку дневно измачување за мен. Ајде, но гледате, јас не го правам тоа сега. 4 или 5 души се отидоа вчера вечер за време на мојата проповед. Јас повеќе не размислувам како порано. Не им се допаѓам. Си помислив, може би некој не се чувствувал добро. Вие можете да размислувате правилно, откако ќе знаете како да влезете во Божјата починка. Не одите секогаш на негативното, туку размислувајте позитивно и го верувате најдоброто. Така ние сакаме да зборуваме за стоење денес, затоа што сите ние треба да стоиме како христијани. Ние стоиме цврсто и ние чекаме на Бог за важните чекори кои ни се потребни во нашиот живот. И тие ќе дојдат, Бог нема да задоцни. Но јас имам забележено дека тој вообичаено не подранува. Дали некој друг го има забележено тоа за Бог? Зарем не се прашувате понекогаш, ако можеш да се појавиш во последен момент, зошто не го стори тоа пред 3 месеци за јас да не морав да минувам ни сето тоа? Тој дозволува ние да поминеме ни сето тоа, се додека не дојдеме до моментот каде што ќе речеме: нема да минувам низ тоа повеќе. Имам доволно искуство со Бог. Јас знам дека тој ќе снабди. Не знам како, но знам дека тој ќе снабди. Така, јас ќе продолжам и едноставно ќе уживам во мојот живот додека чекам. Искуството со Бог е толку скапоцено. Затоа што од почеток ти само слушаш за тоа. Некој друг ти кажува за нивното искуство. Но кога ти го добиеш своето искуство, тогаш добиваш нешто што никој друг не може да ти го одземе. Амин, амин. Ми се допаѓа таа дама таму позади, ме држи охрабрена. Ние мораме да застанеме против ѓаволот. Знаете, тоа е лажго. И толку е битен кој си ти во Христа и што си повикан да направиш. Ова утро јас ја проучував оваа порака овде, седејќи во моето столче, пиејќи си го кафето, проучувајќи. Околу 5:15 ова утро. Знаете, колкумина од вас знаете дека кога сте уморни, тоа е лесно време за ѓаволот да се обиде да ви искористи. Добро. Па знаете, јас проповедав претходната вечер. Се вратив дома, прво си легнав за да станам ова утро. Станав ова утро и си мислев дека е 5 часот, почнав со мојата рутина и сватив дека е 4 и си помислив: алелуја, можам да се вратам во кревет и да поспијам уште 1 саат. Тоа беше исто како да добив еден голем подарок.
Но јас проучувам, продолжувам и чув еден мал шепот. Ѓаволот ми шепна: дојде од никаде. Јас мислам дека ти дојде крајот. Твоето поучување не е толку добро колку што беше порано. И гледате, затоа што јас имам искуство со Бог, знаев дека тоа беше ѓаволот. Јас не мислев дека е Бог. Јас не го поверував тоа, ниту за еден миг. Амин. И тоа е кога можете да влезете во Божиот одмор, кога знаете кои сте. Вие знаете како Бог функционира. И ако Бог се обидуваше да ми каже дека ми дошол крајот, тој сигурно немаше тоа да го стори дека јас се спремав за да дојдам овде и да проповедам. Ние треба да ги препознаеме лагите на ѓаволот, затоа што толку многу луѓе се измамени. Тие веруваат нешто кој апсолутно не се вистини. Но ако верувате нешто, иако не е вистина, тоа станува вистина за вас. Тоа е вашата реалност. Научите се како да му кажете на ѓаволот: ти си лажко, замолчи. Амин. Сега, зарем тоа не е смешно? Крајот ти е близу, проповедите не ти се толку добри колку што ти беа порано. Па знаете што? Јас мислам дека ми стануваат се подобри и подобри. Го велам тоа по вера. Не го велам тоа како изјава на арогантност или гордост. Но вие треба да верувате и да останете позитивни. Треба да верувате во Бог и да верувате дека она што Тој го прави во вашиот живот е правилно. И јас не мора да прашувам дали чекорам во Божјата волја. Јас знам дека сум во Божјата волја. Ние стоиме цврсто и се бориме во битката на вера. 1 Тимотеј 6:12 вели: борете се во добрата битка на вера. Знаете ли што е вера? Вера е целосно потпирање на Бог. Тоа е верување во она што не го гледате, затоа што тоа е ветено во зборот Божје. Но понекогаш ние мораме да се бориме. И понекогаш најголемата битка во која ќе се бориме не е да се бориме со телото, но да се бориме во духот. Дали некој го свати тоа? Например, вие не можете да ја промените личноста со која сте во брак. Не се не обидувајте да се борите во таа битка. Сега, можете да се молите за нив, но немојте само да се молите Бог да ги промени нив. Молете се Бог да ве промени вас исто така. И бидете доволно понизни да речете: веројатно јас имам повеќе проблеми отколку личноста за која се молам. Ајде, борете се во духот. Водете ја добрата битка, битката на вера. 2 Тимотеј 4:7 вели: јас се борев добро, ја завршив трката. Тоа е она што јас сакам да го направам, да ја завршам мојата трка. На моите деца не им се допаѓа многу кога ќе го кажам ова, но всушност јас се надевам дека кога Бог ќе ме земе, јас да проповедам, тоа нема да биде добро за сите други, но јас би сакала. Мислам, зарем тоа не би било добар начин да заминеш? Едноставно правејќи го она за кое си повикан и она кое уживаш да го правиш. Јас едноставно мислам дека тоа би било прекрасно. Знаете, јас исто така не сакам никаква болка. Му кажав на Бог, јас би сакала да бидам една од тие луѓе кои едноставно си одат, без болка. Со цел да ја завршиме нашата трка ќе мора да бидеме силни. Но ништо, ниту една од останатите нема ништо да се случи. Не можете да му се спротиставите на непријателот. Не можете да чекорите по патот на верата. Почекајте до пладне. Ке има толку многу нешта кои Библијата не ги вели. Чекорете во љубов, чекорете во мир, чекорете по патот по кој Христос чекореше. Ние имаме пат по кој што треба да чекориме. Тоа се сите одлуки кои ги донесуваме во нашиот живот, но ние не можеме да го сториме тоа ако прво не научиме како да седиме. Знаете зошто? Затоа што кога ќе почнете да одите, ќе паѓате. И ако не знаете како да седите во Христос, секогаш кога ќе паднете, ќе бидете осудени. Ако вие знаете кои сте во Христос, можете да го одбегнете целиот хаос, едноставно да станете и да продолжите да одите повторно. Колкумина од вас би сакале да го прескокнат целиот хаос на осуда секогаш кога ќе сгрешите или направите нешто погрешно? А? О, Господи, имај милост, јас потрчив толку многу години правејќи го тоа. Знаете, има еден човек во Јован, глава 5, а јас го потребувам за пример доста често, затоа што тој лежеше 38 години на исто место, чекајќи некој да дојде до него и да направи нешто за него.
Јован глава 5, стих 1 до 8 вели: Во Ерусалим имаше бања наречена Витезда. Предпоставувам дека беше во Витезда. Таму имаше 5 тремови и еднаш годишно доаѓаше ангел и ја разбрануваше водата. И кој ќе влезе во водата, прв ќе добие чудо. И така сите тие болни луѓе, слепи, куци, инвалиди, лежеле околу тој базен чекајќи да видат кој ќе прими чудо наредната година. Исус дојде таму еднаш, имаше еден човек и Исус го праша: колку време лежиш овде? 38 години. 38 години? Се прашувам дали некој од вас лежи на околу 38 години, исто како што Мајк лежеше овде. Ајде, па денес е време да станеш. Кога Исус почна да го прашува во врска со тоа, секако Исус веќе знаеше колку долго тој лежи таму. Проширената Библија вели: тој се обидуваше да го шокира за да свати. Така можеби тоа е малку слично на оно што јас се обидувам да го сторам сега. Да ве шокирам за да сватите колку пати сте биле околу истата глупава планина. Дали некој е спремен да мрдне на тоа, да отидете на следното нешто кое Бог го има за вас во вашиот живот? И така, како што Исус почна да го испрашува, еве што тој одговори. Тој рече: Господору, кога ангелот доаѓа и водата е раздвижена, јас немам никој што ќе ме спушти во базентот. И секогаш некој друг слегува пред мене. Хајде, барем некој треба да го свати ова. Овој човек беше толку полн со самосожалување. И тој чекаше некој друг да стори се за него. Јас реков: тој чекаше некој друг да стори се за него. Јас реков: тој чекаше некој друг. Престанете да чекате никој друг да ве направи среќни, едноставно одлучите да бидете среќни. Престанете да очекувате другите луѓе да слушнат од Бог за вас и научите се како да слушате од Бог самите. Знаете, бебињата кога најпрви им почнуваат да одат, тие преферираат да се држат за нешто. И ние сме такви исто така. Тоа е во ред, во почетокот ти треба подкрепа. Сакаш луѓето да ти помагаат и така. Секогаш кога си во неволја, се јавуваш на некому, те треба охрабрување, луѓето секогаш треба да те подкрепуваат, но доаѓа време кога Бог ќе ги тргне сите тие потпори настрана и ти ќе мора да се соочиш со непријателот сам, да научиш како да стоиш цврсто, а потоа да бидеш силен за другите луѓе. Овој човек се уште лежеше таму зависен од сите останати. Сите други секогаш се пред мене. Знаете ли што мислам јас? Јас мислам, за 38 години, дури ако не можев да одам, мислам дека би можела да се влечам. Мислам, 38 години. Хајде, сигурно тој би можел да се довлече до ивицата на тој базен за тие 38 години и да го има ова однесување. Следната година, кога ангелот ќе дојде, јас ќе бидам прв во водата или ќе се удавам обидувајќи се. Знаете ли што му рече Исус? Тој не рече: ох, сиротиот ти, ох, леле, 38 години никој не те однел. Сите секогаш се пред тебе, еве зошто лежиш цел живот. Не, знаете ли што Исус рече? Стани. Стани. И тоа во Библијата има голем извичник. И тогаш тој рече: земи ја постелката своја и носи ја со тебе. Ми се допаѓа тоа. Не само што Бог сака да станеме, тој исто така сака да си го исчистиме нашиот хаос кој што сме го направиле сите тие години додека сме лежеле не правејќи ништо. Ефесјани 6 вели во стих 12 и 13: зашто нашата борба не е против крв и тело, туку против началствата, против властите, против световните управители на темнината од овој век, против поднебесните духови на злобата. Ние се бориме во војна. Ние сме во војна, но тоа е духовна војна. Тоа не е природна војна. Како планираш да го победиш ѓаволот? Не можеш да си ја стегнеш песницата и да го удриш.
Не можеш да го задавиш, не можеш да го бутнеш на земја. Ние мора да се бориме против него духовно. Стих 13 вели: затоа земете го сето Божје орудие, така да кога ќе дојде лошиот ден, вие не треба да чекате да сте во неволја, за да се облечете во Божјето оружје. Вие треба да го носите постојано. И оружјето кое Бог ни го дава е духовно оружје. Тоа не е како дело од доклуп, како што носеле витезите. Тоа е вистинско и Библијата вели: затегнете го појасот на вистината. Кога стоите на вашата позиција, затегнете го појасот на вистината. Тоа значи, држете се за Божјиот збор како никогаш досега. Кога изгледа како ништо да не ти оди, држи се за него како никогаш досега и не дозволувај непријателот да ти го украде. Се допаѓа и во Римјани 8 каде вели: некогаш ние изгледаме како овци кои се водени на колене, но токму во средината на сите тие нешта, ние сме повеќе од победници. И треба да го запомните тоа. Кога изгледате како овца која е водена на колене, ајде некои од вас минуваат низ тоа токму сега. Вие му кажувате на некој што го познавате, кој не е верник, дека имате победа, а тие мислат дека сте полуделе, затоа што за нив тоа изгледа како па ништо од ова не оди како што треба. И тоа е оно што ѓаволот сака да го веруваш. Ништо не ти оди, ти си го губиш времето, но тогаш треба да го затегнеш појасот на вистината и да речеш: мојата победа ќе дојде, Бог е верен. Тоа е праведност. Тоа е знаењето која си ти во Христос, оклопот на праведноста кој ти го заштитува срцето, обувките на мирот, шлемот на спасението. Ако планирате да биете христијанин, научете се како да размислувате како христијанин. Подигајќи го штитот на верата, не е доволно само да го влечете наоколу со себе. Кога тие ќе дојдат со огнени стрели, вие треба да го подигнете. А тоа го сторив јас ова утро кога ѓаволот рече: доста ти е, не проповедаш толку добро како порано. Во духот, јас го подигнав мојот штит на вера. Лаж го! И си продолжив со проучувањето. Амин. Видите, јас ви ги кажувам овие нешта затоа што сакам да знаете дека без разлика колку време чекорите со Бог, непријателот се уште ќе се обидува да ве лаже. Може би поретко и со повеќе паузи измеѓу. Јас мислам, колку е прекрасно. После сите овие години, сите илјадници на проповеди кои ги имам проповедано, зошто воопшто за време на моето проучување би слушнала такво нешто? Затоа што ѓаволот е лажливец и тој секогаш сака да направи, сега слушнете го ова, да се сомневате во себе си. Ајде, имаме тројца среќни луѓе овде и тоа е... Ако не пазите, ќе се возбудам. О, мој Боже, нашето патешествие со Бог е такво патување. Мечот на духот. Вие ќе замавнете со мечот на духот, кој е зборот Божи. Тој значи кога сте во тешка битка, зборувајте го зборот Божи. И покрите се со молитва. Но јас ја сакам молитвата. Едноставноста и силата на молитвата. Колку е прекрасно да останете во починка, да се молите за нештата и едноставно да уживате во вашиот живот, додека Бог работи на вашиот проблем. Молитвата не е нешто што мораме да го правиме. Тоа е огромна привилегија во нашиот живот. И ние мора да стоиме додека чекаме. Марко 11:23 вели: имајте вера во Бог. Одговори Исус: вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина: дигни се и фрли се во морето, а не се посомнева во неговото срце, но верува дека тоа што ќе го рече ќе се случи, тоа и ќе се случи. Затоа ви велам, што и да побарате во молитва, верувајте дека го примивте и ќе биде ваше. Или во друг превод вели: и ќе го добиете. Така, вие барате. Вие верувате дека го имате примено она што се уште не можете да го видите. Вие го имате тоа во вашето срце и тогаш ќе го добиете. Но постои едно мало нешто кое тој го изостави овде и јас не знам дали сте го сватиле тоа досега или не. Тој не ви кажува
Кога ќе го добиете? Погледнете ме мене. Бог нема да ве разочари. Ако вие не се откажете од вашата вера, Бог нема да ве разочари. Некој требаше да го слушне тоа денес. Може би тој не го прави она што ти сакаш тој да го направи. Но ако тој не го прави, тој ќе направи нешто подобро за кое што ти не си бил доволно паметен да знаеш се уште како да го побараш. Бог е верен. Тој не е само песна која ја пееме. Голема е неговата верност. Тој е верен.